9 часот и 2-3 минути. Знаете дека овој термин е резервиран за нашите гостувања. Денеска прва гостинка по повод светскиот ден на книгите е младата писателка Ксенија Николова. Впрочем, и денешна тема е младите писатели го враќаат трендот за читањето на книгите. Секако ќе разговараме и на оваа тема. Ксенија ја имаме онлайн преку Месенџер, како што навикнавте да гледате. Ксенија, добро утро и фала ви што одвоивте време за добро утро секој утро. Добро утро, ви благодарам на поканата на овој прекрасен ден. Навистина ми е голема чест што сум дел од вашата утринска програма. Да, сакам да те прашам дали се сеќавате која е првата книга која што ја прочитале во својот живот, оној момент кога ви дојдоа емоции да сакате да пишувате точно вие книги? Па добро, не беше баш така, како да кажам, скоцкано во мојот живот. Меѓутоа, еве можам да кажам првата книга на која што сега ми текнува, што навистина ми разбудила емоции, можеби е Малиот принц. Меѓутоа, секако дека немав, можеби посакав јас своите емоции да ги изразам во тој момент, меѓутоа секако дека не знаев дека со текот на годините ќе почнам сериозно да се занимавам со пишување и ќе напишам романи, така што тоа некако спонтано дојде. Автор сте на 5 книги, 4 романи и една психолошка книга. Мене ме интересира оној момент кога доаѓа инспирација за самите книги, дали секоја инспирација или идеја за приказна може да биде баш за книга и кога знаете дека токму тоа е моментот дека треба да се почне да се пишува една книга? Конкретно за мене мислам дека секој автор поминува различно низ периодот на инспирација и периодот на творење. Кај мене е најважно да имам нешто што сакам да го кажам, значи да имам некоја приказна која што во мене буди емоции, сметам дека мене ми е важна пред се, а исто така сметам дека која поделам со моите читатели ќе им биде важна и ним. Оттаму поаѓа се, значи прво нели ја пишувам книгата во својата глава, тоа е најтешкиот процес, да почнеш да веруваш на приказната, затоа што ако не веруваш во тоа што го пишуваш, не можеш, барем јас не можам да го напишам. И понатака после некако полека се сврзуваат работите, почнува да излегува сето тоа. Тебе нормално тука доста работи се оставени на спонтани моменти, некогаш нешто се случува што не си го планирал, нешто ќе напишеш што не си знаел дека ќе излезе од тебе, така да процесот на инспирација и творење навистина е интересен за мене, јас уживам во него, моментално се наоѓам во таков процес, така што уживам секоја секунда. Тоа сакав да прашам, самоизолација во карантинов колку знае да инспирира, па и позитивно, па и негативно, заради тоа што е многу книги кои што имаат негативен контекст знаат да бидат многу добри. Јас со текот на годините општо земено за себе во животот, не само за пишувањето, се трудам надворешните фактори да не влијаат многу на мојот внатрешен мир и мојата внатрешна инспирација. Сметам дека среќата потекнува од нас самите и надворешните фактори се често изговор за одредено однесување отколку вистинска причина. Така и за инспирацијата се трудам надворешните фактори да не го менуваат течението и не го менуваат. Јас живеам со моите емоции, со мојата инспирација, таа не ме напушта, фала му на Бога. Така што за мене е идентично. Кога ќе се добие инспирација, следно е нели да се пренесе на лист хартија, во денешно време може и на компјутер. Ме интересира колку е тешко да се направи една книга, колку време е потребно, сигурно за секој е посебно различно, но дали можеби тоа се непреспиени ноќи или пак е навистина многу тешко? Добро, како се наближува нели крајот кога треба да го предадеш делото, нормално дека се непреспиени ноќи, бидејќи го пречитуваш целото дело, нели бараш детали, ситници, меѓутоа во принцип процесот на творење барем за мене треба да биде процес на уживање, а не процес на измочување, туку процес кој што те ослободува, те полни со позитивна енергија, ти дава некои нови насоки во животот, така што за мене тоа е едно големо уживање, најверојатно затоа што многу го сакам тоа што го правам. На многу филмови што сум ги гледал лично јас, писателите обично ги прикажуваат со многу листови хартија со себе, постојано носење на лаптоп, да се кога ќе се инспирираш од било каква ситуација во текот на денот, буквално да го запишеш тоа. Ме интересира како изгледа животот на еден писател во Македонија, дали и ти тоа го правиш? Па да, јас мислите кои што ми доаѓаат, ги запишувам веднаш, тоа е точно, тоа така за мене функционира. Знае, например, од некој момент, од некоја различна
ситуација да ти дојдат некои мисли да кажеш ева супер би се вклопило во тоа што го правам моментално и да си го запишеш. Јас секогаш го запишувам затоа што имам тенденција и да поради многу информации да заборавам некогаш, затоа преферирам секогаш да запишам. Меѓутоа течението на моето секојдневие не е толку хаотично, бидејќи по природа не сум хаотичен човек, иако се занимавам со уметност, сум доста дисциплинирана во аспект на секојдневието и почитувањето на одредени навики, така што тој момент со насекаде харти и така нешто кај мене нема да го најдете. Имам чувство, имаме сите чувство дека некако токму вие ја вративте модата на читањето, денеска таква и темата, трендот на читањето се враќа кај младите луѓе, но и кај младите писатели да креираат. Дали сметате дека тоа е така и ме интересира дали сме како нација која што чита? Па јас верувам дека сме ние нација која што чита, генерална нација која што чита и доста странски автори, можеби многу повеќе отколку македонски домашни автори, но мислам дека со текот на времето, благодарение на сите тие автори кои што творат интересни дела, кои што го мотивираат читателот да посегне и да прочита и македонски домашен автор, мислам дека тоа се менува. Така што јас навистина сметам дека имаме прогрес на таа насока и сметам дека тоа ќе станува се поинтересно и поинтересно, бидејќи се зголемува и бројот на автори, луѓето споделуваат најразлични, има место за секого, има публика за секого и добро е да се твори и добро е да се чита домашен автор, се разбира. Сега што чита Ксенија? Да им кажеме на гледачите и дали имате омилен автор, омилена книга? Јас, кога сум во процес на пишување, генерално преферирам да не читам ништо друго. Од аспект затоа што многу често, мислам, тоа сум го правела претходно и за мене се покажало дека не е продуктивно, од аспект кога имам некоја инспирација и некоја зона во која што јас живеам додека го правам, го создавам делото, често пати восхитувајќи се на некое друго дело, може да ми се измешаат малку брзините или не сакајќи да впијам нешто кое што после ќе го преточам во моето дело без да бидам свесна. И тоа за мене не се покажало како продуктивно, затоа сакам да бидам комплетно изолирана од било кој што друго прави, туку да се фокусирам на тоа што јас го правам. Но кога не сум во процес на пишување, сакам да читам, често пати имам споделено, сакам многу да читам драмски текстови, тоа ми е можеби најинтересниот жан. Дејан Дуковски и Горан Стефановски, нашите домашни автори ми се едни од омилените, нивните драми постојано ги можам да ги читам од поново и секој пат ми се интересни на различен начин. Исто така и Ошо ми е многу мотивирачки и во одредени периоди од животот ме мотивира. Имате напишано 5 книги, а сте доста млади и тоа е навистина одлично. Ви посакувам и да напишете уште многу до крајот на животот. Сега ова не се Роми и Јулија, љубовен роман, идиотски приказ, исто така љубовен роман, емотивен манипулатор, тоа е книга нели во женски род, макар уште еднаш љубовен роман и единствена психолошка за сега. Сите мажи ја сакаат Лија. Ете и во овој момент ќе им препорачам исто на гледачите во овие денови на самоизолација, токму да си набават барем една од овие книги да прочитаат. Мене ме интересира, Ксенија, дали ви имате омилена книга од овие и која ви било најтешко да ја доловите? Омилена книга, значи, знаете како со текот на годините растеш и нормално последната книга е најблиска до тоа што си ти денес, така што се разбира дека и сметам дека секое дело треба да биде минимален чекор напред за еден автор и треба да биде нели растење се повеќе и повеќе. Така е барем мојот процес, така што дефинитивно сите мажи ја сакаат Лија е досега најсложеното дело кое што јас сум го создала и можеби и бидејќи е доста интересен длабок психолошки роман, е многу тешко, малку ми е тешко и да го прераскажам, можеби најмногу, затоа имав најмногу трема на промоцијата на сите мажи ја сакаат Лија, бидејќи кога требаше да објаснам што сакав да кажам со тој роман, ми беше навистина тешко бидејќи е многу суптилен и едноставно тој што го чита може да го доживеа, тешко се прераскажува. Но горда сум еднакво на секое свое дело и секое дело е едно скалило од мојот живот кој што ме однел до следното дело, така што мислам дека патот е тој и продолжува за мене и понатаму. Дали Ксенија овие денови пишува нешто ново, можеби ќе најавиме вака ексклузивно?
Да, јас моментално работам на мојот најнов роман кој што треба да излезе во ноември. Здравје Боже, ако се биде според планот. Значи пишувањето се одвива баш како што го чувствувам, односно имам доволно инспирација, константно сум во приказната. Приказната ќе биде доста интересна, не сакам да откривам нешто повеќе пред време. Меѓутоа можам да кажам дека ја посветувам на женската популација, на женските мои читатели, и мислам дека многу ќе има промени одредени гледишта кон животот и се надевам дека ќе им го олесни, бидејќи посакувам мене некој да ми го кажеше ова неколку години назад, за да постапам на некои работи поразлично. Да, баш ми е мило. Не само што сте феноменален писател, сте феноменален и музички текстописец. Тоа е, онака би кажал, една уште поубава страна ваша што може да се види. Феноменално е што го имате напишано и хитот на Тамара Тодевска, Брод што тоне. Текстот ме интересира која е разликата во пишувањето на музичка песна и на книга. Па многу е различно, бидејќи јас кога пишувам книга, нели сум самата со себе и сум индивидуа која што може да се изразува, нели, онака како што е инспирирана, но кога работам текст, работиме во тим. Тоа е нешто, тоа значи дека сите треба да се согласиме на крај со производот кој што го правиме, со песната која што создаваме, да се допадне секому, нели тука има и корекции, сугестии, сето тоа и треба да знаеш како да работиш во тим, да не поидуваш од моментот на его или нели нормално некогаш твојот текст нема да се допадне на уметникот или на пејачот или на композиторот, пак има корекции, сето тоа е нормално, така се расте. Така што сметам дека е навистина мене ми е многу, јас сосема случајно влегов во тие води и многу сум благодарна што ми дадоа шанса да покажам ете што знам и таму и ете така некако и таа приказна се случи да напишам повеќе песни. Тоа е доказ дека се што ќе фатите, односно вашите рази ќе фатат да пишуваат, станува хит. Брод што тоне е песна која што ќе се слуша и во текот на наредните 10 сигурно години. Ме интересира колку е тешко да се работи со музички артистите, поготово со Тамара Тодевска, и какви се амбициите ваши на ова поле? Јас моите амбиции на тоа поле се, јас сум отворена за соработка, јас сакам да работам со различни пејачи, со млади, со веќе нели докажани, интересен и индивидуален на секој процес. Секој уметник е посебен за соработка, меѓутоа од секого можеш да научиш нешто и треба така да се поставуваме кога влегуваме во соработка, барем јас така се поставувам, значи секоја критика, секој разговор, од се нешто се учи и се нешто нас не менува и не прави да бидеме поискусни, позрели. Така што јас сум отворена за секаква соработка, бидејќи на крајот од денот целта на сите ние да создаваме што повеќе македонска музика која што ќе остане. Така, се согласувам апсолутно. Како за крај на разговорот, секако мора да го поставам ова прашање, што ќе им препорачате на луѓето во овие денови на самоизолација, кога ни е, па ако не 24 часа, барем 15 часа од денот досадно, што да читаме? Што да читаме? Па еве може да го послушаат она што јас го правам кога читам, да ги прочитаат драмите на Дејан Дуковски и на Горан Стефановски. Тоа се навистина врвни домашни автори кои што се мислам дека безвременски, мислам дека сите генерации треба да ги доживеат. Има многу други домашни автори на кои што мислам дека публиката треба да им даде шанса, еве особено во овие моменти кога имаат повеќе време. Книгата е одлично друштво и не само книгата, и вежбањето е нешто што јас го правам доста и претходно, но во ова секојдневие навистина ме спасува, бидејќи еден канал од кај што ја исфрлам мојата негативна енергија и се полнам со позитивна. Дома имаме навистина милион работи кои што можеме да ги правиме и не сме да не биде досадно, мораме да се инспирираме и да се мотивираме. Заборавив, ете ти ме потсети, морам да поставам прашање на твојата социјална мрежа Инстаграм, може да се забележи дека постојано вежбаш. Како за последно прашање колку време посветуваш на тоа и дали е возможно, бидејќи јас вежбам, да се прави кардио заедно со читање на книга?
А, сигурно дека е возможно за некого, зависи за каква кардија станува збор, на пример ако е некој статичен точак, се разбира дека има простор тука и да се чита. Јас секогаш правам мултитаскинг кога правам кардио, затоа што побрзо ми поминува времето, значи секогаш или гледам нешто или слушам музика да се домотивирам. А инаку за вежбањето па можам да кажам дека вежбам скоро речиси секој ден. Не е секој ден толку активно, некогаш нели морам и да се одморам, но се трудам да бидам што поактивна и тоа е нешто што во измината година и пол две ми е една многу убава работа која што ја правам за себе и која што ме промени и како личност и нормално и телото. Баш ми е мило, Ксенија, ви благодарам што одвоивте време за добро утро секој утро. Ви посакувам побрзо да ни завршат и на вас и на нас деновите во карантин и да си продолжиме нели со животот, а воедно и да читаме многу книги. Благодарам Стефан на поканата, ви благодарам на сите вас и ви посакувам убав ден.